Верниците од муслиманска вероисповед денеска го слават празникот Курбан Бајрам. Курбан Бајрам е 70-тиот ден по првиот бајрам во годината Фитр Бајрам, а го одбележува денот кога е комплетиран светиот Куран. Со овој празник се кронисува джилакот кој важи за петти темел на исламот, кој е доказ за солидарноста и благосостојбата. Сутрински намаз во џамиите почна одбележувањето на големиот муслимански празник Курбан Бајрам. Овој празник уште се нарекува и Аџи Бајрам, бидејќи во светите места Мека и Медина се реализира и петтиот столб од исламот Аджилакот. Околу 2 милиони верници ги извршуваат последните обреди на традиционалниот Аджилак во Саудиска Арабија. По изгре сонцето, верниците започнаа со символичен ритуал за каменување на ѓаволот, со присуство на големо обезбедување во долината Мека во близина на светиот град Мека. Честитки до поглаварот на исламската верска заедница и до сите граѓани од исламска вероисповед во Република Македонија испрати од државниот врв, но и политички партии и лидери. Во честитката од председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов се вели: најискрено посакувам празникот да го поминете во добро здравје, радост, среќа и хармонија, споделувајќи љубов со ближните. Како еден од најголемите празници во исламот, Курбан Бајрам ги потенцира човечките доблести, солидарноста и грижливоста, помагањето и дарувањето. Нека и годинашново празнување помине во духот на споделување и давање на сите оние кои имаат потреба од материјална поддршка, но и потреба од љубов и внимание. Би сакал токму на овој голем празник уште еднаш да го изразам своето уверување дека исламската верска заедница и сите нејзини верници како нераскинлив дел од македонското општество и понатаму активно ќе придонесуваат за градење почит и разбирање помеѓу различните вери и етникуми во Република Македонија, се вели во честитката на председателот Иванов. Премиерот и лидерот на СДСМ Зоран Заев денеска од Арачиново на сите муслимански верници им го честиташе празникот, порачувајќи дека денешниот празник треба да ги соедини сите и дека неговите залагања се создавање толерантно општество. Сакаме да создаваме држава во која културите ќе се надополнуваат и ќе се сближуваат. Во Арачиново дојдов да ги потврдам вредностите. Ќе создадеме еднакви права за сите. Заедно пишуваме историја. Јас сум првиот македонец што се бори за правата на албанците, но и на македонците, рече Заев. Председателот на собранието Талат Џафери пак порача дека ова е празник кој што над се символизира подавање рака на солидарноста помеѓу луѓето, рака на добрината на оние пострекните кон оние помалку стрекните, убавиот збор и човечкото однесување, со надеж дека овој благословен ден на Курбан Бајрам ќе не најде сплотени во хармонија, мир и меѓусебно разбирање и ќе ни даде мудрост да ги надминеме разликите во нашето општество кое е изградено врз вредностите на етничкиот, верскиот и културниот диверзитет, со цел земјата да напредува, а граѓаните и идните генерации да ги уживаат резултатите од нашиот ангажман. Хуманоста и меѓучовечката љубов се символите на овој празник. Верниците кои денес празнуваат нека ги споделуваат вредностите на простувањето и солидарноста, бидејќи овие универзални вредности се темелот на традицијата која на овие простори се одржала низ вековите. Љубовта и подадената рака кон својот ближен, роднина, сосед и пријател го прави нашето општество подобро и ги зацврстува врските меѓу луѓето, се наведува во честитката од лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски.